За нас секако ова беше едно патешествие. За мене како актер, ставен во улога на запишувач, на забележувач на едно време, на еден период, представуваше особен предизвик. Ми беше задоволство затоа што навистина се обидовме и се потрудивме и мислам дека успеавме да ги ставиме во една книга и да ги заштитиме од заборав голем дел на представи на Театар Куманово, кои што се случувале овде во изминативе 75 години, а кои што едноставно беа некако по архивите на театарот расфрлани по некакви кутии, фотографии, записи, текстови и слично. Така што, како авторски тим, јас лично исто, многу сум горда на ова што го направивме. Може би нескромно звучи, меѓутоа мислам дека завршивме одлична работа, затоа што тоа е голем период кој што бараше од нас еден така доста студиозен и внимателен процес, заради тоа што кога имате толку многу материјал, едноставно може многу работи, нели, да ви се слизнат од раце, меѓутоа се обидовме достојно годините, 75 години, кои што годинава Театар Куманово ги слави, достојно да ги одбележиме. Знаете што ми остави впечаток? Значи, ние сега во моментот се наоѓаме надвор од нашата матична зграда. 3 години веќе како се реновира театарот, тоа е нашата голема болка. Имаме безброј проблеми, знаете и самите, нели, дека политиката сама по себе има доста влијание во културните институции. И сметавме дека, јас лично сметав дека, ама тоа се наши проблеми од ова време и слично. Она што е впечаток, кога ќе вртите по архивите, кога ќе копате длабоко, всушност се соочувате со моментот дека од почетокот до денес Театар Куманово, а верувам дека постојат и безброј театри во Македонија кои што ја делат истата судбина, постојано се во некаков предизвик. Постојано се во некакви обиди за покажување, за докажување, за потврдување на значајноста, а постојано некој таму кој што, нели, е политичка партија, гарнитура, некој што е на одлучувачките места, не секогаш има доволно разбирање. Не е тоа само случај за сега. Значи, ни седиве овие 75 години тоа се случувало и сега да не речам дека малку ме релаксираше сето тоа, па као демек да намалам со нервозата, не, напротив. Тоа само предизвикува потреба за уште поголема борба за понатаму, за Театар Куманово си го добие своето место. Пред 75 години се оствари една визија, се обликува еден сон и за прв пат се крена завесите на овој театар. Од тогаш тоа е патување, обележено со креативност, страст и нескротлив дух на оние кои ги красеа и се уште ги красат нашите штици. Ние не го доживуваме нашиот театар само како место или како град, го доживуваме како жив доказ за способноста на театарската игра да го надмине времето и да не обедини сите нас кои на било кој начин сме поврзани со театарот. Слично размислувавме, а со такви мисли црпевме и мотивација и пред скоро една година кога почнавме со создавањето на монографијата 75 години Театар Куманово. Ние четворицата автори се разбира заедно со поддршката на директорот на УСК Трајко Прокопиев, Театар Куманово Сашо Тодоровски. Сакавме да им дадеме чест на сите актери и режисери кои им дадоа на живот на ликовите на сцената, почест на семејството и блиските на колегите кои за жал не се веќе со нас, почест за бројните и многу успешни аматери и деца актери кои играат во Театар Куманово, екипата зад сцената која неуморно работеше во сенка и се разбира, сакавме да ја дадеме чест на нашата публика, чија поддршка од секогаш представуваше и во иднина ќе представува чупење на срцето на оваа институција. Многу убав повод, значаен повод. Јас им честитам на авторите на оваа монографија, предводени од неагилната, туку би рекол, преагилната жена, актерка, која што едноставно се огорува, како што впрочем тој и облика и на сцената. Направиле едно убав труд, убаво дело, во кое што ги собрале пактите до кои можеле да дојдат. Тие пакти се всушност драгоценности. Белег на еден живот, на едно време, пројдено време, сенско време, но и животно време. Голема е честа да бидете сведок кога се поставува еден темел во работењето
и екзистирањето на Театар Куманово. А тој темел е токму промоцијата на вечерашната монографија 75 години Театар Куманово. 75 години, период на создавање убави работи, на среќа и радост, на тага и борба. Време, децении, каде се создавале театарски представи, пријателства, проекти и многу други работи кои допринеле за да можеме денес со гордост да кажеме дека 75 годишниот период е исполнет со многу камчиња на мозаикот кој се нарекува Театар Куманово. Кога нешто или некој ќе прослави 75 години од својата работа и дејност, тоа е огромна работа. И значи дека во тој период се работало и се создавало. А сигурен сум дека и следните години ќе се продолжи во иста насока. Во моментов зградата на Театар Куманово е во фаза на реконструкција и очекуваме дека следната година тој процес ќе продолжи за да може таму во атмосфера каква што заслужува театарот да продолжи со својата дејност. Денес и сега сме сите заедно во Центар за култура и функционираме. Не е лесно, три институции во една, Центар за култура, македонска драма и албанска драма, но наоѓаме компромиси за да може да се продолжи континуитетот на функционирањето. Театрите се места на слободата, на гласноста и потребата човекот да ја види реалноста, каде на друго место не му се прикажува. Во театрите реалноста е соголена и представена на начин за да ве поттикне, освести и подлучи за тоа какви сме, а какви би требало да бидеме. Театрите би биле празни згради, доколку не се тука нивните вработени, кои го даваат печатот на секој театар, публиката која е присутна на представите и сите добронамерници кои посекуваат добро на театарот. Театар Куманово изнедрил плејада на актери, кои денеска биле и се едни од врвните актери на македонската сцена и за тоа сме особено горди. Тие луѓе се најголемите амбасадори, промотори како на нашиот град, така и на театарот. Ги поздравувам и сите соработници кои во изминативе години работеле во Театар Куманово и кои со својата работа оставиле печат, го промовиларат театарот, донеле награда за овој театар и секогаш посветено работеле. Се благодарувам и на вработените Кети Дончевска Илич, Симона Тоскич, Зоран Зафировски и Сашо Костовски за успешноста во реализација на овој проект и на другите вработени кои се вложија за да имаме монографијата вечерва со нас. Исто така, голема благодарност и до Министерството за култура и до спонзорите кои во ова време покажа дека се пријатели на културата. Посакувам на Театар Куманово во годините кои следат уште повеќе да го подигне своето ниво на професионалност, да создава театарски представи, да е негова публиката и да биде светилник кој ќе го осветлува општеството и коректор на сите појави кои во истото се случуваат. Бевме малку, а сработивме многу. Горда сум и среќна што сум била дел од овој колектив. Сите бевме различни типови во нашиот колектив. Тоа беше многу добар колектив. Мислам дека и сега е добар колектив. И така, убави спомени. Она што е најважно овој пат, што заедно сте овде присутни со нас, што го споделувате најубавиот момент, најубавите моменти во театарскиот живот на еден актер. Горди сме, барем јас сум не мислам сигурен сум, убеден сум дека се горди сите мои колеги што доживеале толку дружења, толку судбини во театарот, толку возвикнувања, толку падови, толку убави нешто што не може, што пред малку рече мојата колешка, тоа не може, треба да се опише во роман. Ова наистина е голем момент за сите нас, голем миг. Сите вие се не гледале во многу добри представи, понекогаш можеби не сме биле толку добри, ама сепак сме добивале аплауз. Како што е една стара римска, на крајот од представата аплаудирав да им биде убаво на глумците. Не толку колку што мислевме дека е добра представата, ама едноставно сакаме да се чувствуваме убаво кога аплаудираме. Затоа, ајде уште еден аплауз, да се седнеме.